Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во новото издание на Пратениците зборуваат, ВМРО ДПМН зборува. Денешна тема ни е ефекти од носењето закони. Дали пратениците служат само за гласање или нивната работа е сосема поинаква? Дали пратениците имаат реално познавање на закони што ги гласаат и какви ефекти ќе предизвикаат законите што ги носат во собранието? Вечерва ќе зборуваме со мојот драг и почитуван колега Јане Мицевски, кој е пратеник од изборната единица 1 и ни доаѓа од општина Сопиште. Добре дојде, Јане. Благодарам, Бети, добре ве најдов. Чест ми и задоволство што можеме да подискутираме на оваа, според мене, многу значајна тема, која ни е практично и пред изборно ветување. Така. Но пред да зборуваме секако и за Сопиште, и за ефектите кои ги предизвикуваат ова носење на закони во собранието на Македонија, и самото носење на законот за буџетско финансирање и финансирање на општи цели, Јане како посветен колега е многу активен и за општите цели и општото добро во Република Македонија. Тој како колега е дел од Комисијата за локална самоуправа, многу активен член во Комисијата за финансирање и буџет, и носењето на закони е еден бенефит за сите во Република Македонија и вие, колега, многу активно го правите тоа во собранието, што како за вас прв мандат е и навистина за пофалба. Но што е она што вие се запознавате и како носењето на овој закон за носење на финансиска поддршка за општините во Македонија, кој впрочем мораме да напоменеме, се носеше со една единствена цел за сите во Македонија. Овде немаше поделба во нашето работење на општини кои преовладува население од друга политичка структура или пак преовладува население кои изгласале градоначелник од друга етничка структура. Буквално носењето на законот беше за сите во Македонија. И сега како носењето на овој закон ќе помогне за развојот на локалната самоуправа? Па вака, јас би се навратил еден период наназад, како дојде до предлог на овој закон. Веќе сме сведоци дека овој закон е во фаза на реализација. Уште кога се креираше програмата на ВМРО ДПМН пред парламентарните избори, се увиде потреба од носење на ваков закон, од едноставна причина што локалните самоуправи, без разлика од која политичка партија или етникум се раководени, беа во катастрофална улога, односно помошта во таа фаза од државата беше на едно можеби неправилно ниво или лошо менаџирање. Еден таков пример е општината каде што доаѓам јас, тоа е општина Сопиште, каде што поради претпоставувам политичката позиција на нашата локална самоуправа на некој начин беше игнорирана тогашната централна власт и се дојде до идеја да се помогнат општините без разлика од која политичка или етничка припадност припаѓаат, со законско решение, со одредена формула, да се помогнат сите оние проекти кои ќе аплицираат со проекти од капитално значење. Едноставно што беше уврска на градоначалниците и раководството на локалната самоуправа беше да изработат квалитетни проекти со кои ќе го подобрат животниот стандард на граѓаните. Со тоа сметавме дека тие бариери што беа до тогаш познати ќе ги надминеме и веќе ќе можеме сериозно како држава да се занимаваме со подобрување на животниот стандард без разлика, ќе повторам, за каде се работи или какво население живеат во тие општини. Така. И сега носењето на законите дава еден ефект на подобрување на општото добро за живење во Република Македонија. И сега дали може да навлеземе сега во суштината на носењето на законот и онаа финансиска помош која понатаму Министерството за локална самоуправа на одреден јавен повик ќе ги спроведува сите тие проекти. Или кои проекти се планирани со овие средства? Што се општините можат да направат и како тие треба да се подготват, нешто малце во тој правец за да аплицираат на овој јавен повик кој беше и официјално, транспарентно и јавно прогласен.
Во моментов во теке вториот повик во рамки на овој проект. Првиот помина може да се каже успешно. Успешноста се докажува со фактот дека се подпишани преку 280 проекти за реализација на проекти во сите општини во Република Македонија. Општините доволно потребно е да имаат целокупна изработена проектна документација, дозвола за градба, ревидиран проект и се што е потребно за да овој проект нели се реализира. Аплицира до Министерството за локална самоуправа, се разгледува сите оние што ги исполнуваат условите, према формулата добро позната одредена сума по глава на жител од постојниот попис, добиваат вредност на проекти за кои подпишуваат договор. Како што напомена во првата фаза од овој повик, подпишани се преку 280 проекти, за кои дел се веќе во фаза на реализација. Мојата информација е дека во моментов преку 50 проекти во државата активно се работат. Тоа значи дека 280 градилишта имаме во моментот во државата. Браво. Што ако се гледа во вториот повик, каде што веќе имаме 250 милиони евра, тоа би било некаде пута 3, негде очекуваме дека некаде плюс минус 800 градилишта би имале во периодот што следи кога нели ќе се подпишат новите договори со локалните самоуправи, што јас би ефектот од овој закон, носењето на овој закон и имплементација на овој закон би го поделил во две рамки, во две фази. Едната е директна финансиска инекција за локалната самоуправа и директно помагање на граѓаните кои живеат во овие општини, преку изградба на патна инфраструктура, подобрени здравствени услуги. Сведоци сме на реконструкција на амбуланти, здравствени домови, директна помош во образованието, проширување, реконструкција на училишта, директна помош на детската заштита преку изградба нови детски градинки, реконструкција на постоечки, доградба на постоечки детски градинки, подобрување на животната средина преку изградба на водоводни и канализациони мрежи. Тука не ги исклучувам ни младите, да. Изградба на спортски сали, спортски терени. Така да преку овој закон граѓаните директно и според мене многу важно брзо ќе може да ги осетат законските решенија на терен, на дело. Да. Не е како до сега, да ние брзо можат јане да ги почувствуваат заради тоа што некој навистина работи и ги спроведува сите тие нормативи и цели кои се зацртани со носењето на законите во собранието. Но интересно беше во јавноста изминатиот период многу дебата имаше околу тоа како ќе се контролираат средствата и најинтересно е тоа прашање го поставуваат оние кои што најмногу ги злоупотребуваат државните средства во минатото, а тоа е моменталната опозиција која долго време ќе остане опозиција и тие сега дали користењето на овие државни средства, јас сакам сега така поедноставно да го поставам прашањето, дали користењето на овие државни средства па и во овој случај има специјални услови, посочени, значи конкретни услови за исполнување, дали има строги критериуми на спроведување на сите тие фази кои што се за имплементација и користење на овие државни средства. Токму така, преносењето на овој закон се внимаваше и на овој дел. Свесни бевме дека ќе бидеме на удар на сегашната опозиција заради овие цели. Секако дека има корекција, односно надзор за спроведување на финансиите во овој проект. Она каде што и завршив, не е како до сега да ние носиме, предвидуваме средства во буџетот за некој проект кој што ќе бидат средствата ќе стојат на некоја наменска сметка и ние не со месеци, него со цели мандати ќе гледаме дека таму се резервирани, а на дело не се случува ништо. Со овој проект практично ние ги стимулираме и мотивираме градоначалниците и општините да при апликацијата донесат целокупна апликација, целокупно пополната апликација каде што има дозвола за градба, проект за експропријација кој е потребен, ревидиран проект на цените, да не биде тоа па после пречка за
нели спроведување на јавната набавка, така да при самата апликација се Строго дефинирани. строго дефинирани критериумите, се потпишува договорот и локалната самоуправа, односно општината, е спремна да веднаш започне со спроведување на јавната набавка. Тоа значи брза имплементација на овој закон и пак ќе повторам, луѓето, односно граѓаните, жителите на онаму каде што оѓаат, ќе можат директно и брзо да ги видат ефектите од носењето на овој закон. И другата работа што сакам да посочам е дека ефектите од носењето на овој закон се имплементираат и во економијата, односно во стопанството, во реалниот сектор. Ако за да ние во првиот повик реализираме 280 проекти и велиме дека во вториот повик очекуваме да имаме преку 800 проекти кои ќе се реализираат, тоа значи дека стотици директни изведувачи или подизведувачи ќе треба да работат на овие проекти. Тоа се претежно домашни компании, така да ги стимулираме развојот на стопанството. Тоа значи реално, а не вештачки стимулирање и на платите во реалниот сектор, и тоа ќе значи ликвидност и можност за развој на стопанството во Република Македонија. Така, градиме здрава економија, што е и текако многу битно. Какви инвестиции треба да направат општините за да се подобри квалитетот на живот? Во кои области, еве малце да елаборираме, најмногу би требало да се задржуваат, или пак сите овие проекти во кои области се најмногу аплицира, оние капитални инвестиции? Што всушност во минатото не било сработено, било заборавено, било оставено и сега треба да се поправа? Што не? Моето, сега можам да го искористам и искуство што го имав пред да станам пратеник од редовите на ВМРО, имав можност да раководам со еден од планските региони во Република Македонија, тоа е Скопскиот плански регион, така да на некој начин имав и претходна соработка со локалните самоуправи, поготово во Скопскиот плански регион. И од мое лично искуство што можам да го кажам дека иако како најразвиен регион во државата, во самиот регион постоеше диспаритет и постои. Потребно е буквално све, од патна инфраструктура до изградба и реконструкција на патишта за побрзо и побезбеден сообраќај, мостови, амбуланти, детски градинки фалат како во урбаните, така и во руралните средини на градот Скопје и останата дел од внатрешноста, така да не зборам културата. Во делот на културата, културни домови, спомен обележја не се обележани, не се ставени на мапата каде што треба да се ставени. Имаме многу за работа. Не чека голема работа и овие милион евра во овој наш 4 годишен мандат и текако ќе помогнат во подобрување на условите во сите општини во Република Македонија. Така. Има многу за работа, но ние не се плашиме од многу работа. И самото тоа е фактот дека стотици проекти се аплицирани сега, 80 општини. Ние сме пратеници за сите граѓани во Република Македонија. Дали со овие средства е она прашање кое што јавноста многу ја интересира, дали со овие средства се опфатени сите општини? Или има општини кои што, ќе употребам термин, се лизнале на апликацијата, на процесот на аплицирање и и некои општини аплицира со веќе започнати проекти, па ако може и плюс финансии да добијат, како што беше нели примерот со општината Струмица. Дали се опфатени сите општини? Повикот важеше за секоја општина во Република Македонија со јасно утврдени критериуми. Така да секоја локална самоуправа, секоја раководство на локалната самоуправа потребно беше да изработат проекти, квалитетни проекти, нови проекти, не веќе започнати во фаза на реализација па да бидат исплаќани. Самиот наслов за капитални инвестиции не подразбира основни средства, набавка на возила и останато. Секој имаше право и си доби онолку колку нели по глава на жител број сопствената општина. Така да поделби по било каква основа во повикот немаше. Во првиот случај имаше неколку општини што или не ја разбрале, или не сакале да ја разберат нели овој критериум што го споменав пред малку.
не потпиша за жал ниту еден договор, меѓутоа тоа не ги спречува во моментов еве ги мотивираме да аплицираат на вториот повик кој што е активен во моментов. Така да ќе видиме, ќе оставиме времето да каже дали ќе има потпишани договори со нив, иако нашата влада, повторно ќе кажам по не знам кој пат, прв пат во историјата нема да ги селектира општините по било која основа. Ќе помага секаде каде што е потребно, затоа што граѓаните заслужуваат да газат безбедности, да возат безбедносни улици во било која средина. Воздухот го дишеме сите. Борбата за поквалитетна животна средина не засега сите. Не може да ги делиме работите на политичка, на верска или било каква основа. Така. Пример за тоа се општините Берово, Валандово, Гостивар, Крушево. Дебар, Крушево, Токму така. каде што се добиваа средства и можат да се градат локална патна мрежа, детски градинки, спортски сали, атмосферски и фекални канализации и така натаму и така натаму. Како може да се сега и од самиот принцип на работење на општините понатаму, нели треба да се внимава и на она што порано не се внимавало. Ние како опозиција кога бевме, внимававме, ама затоа сега го практикуваме тоа да го наметнеме во јавноста, а тоа е транспарентноста, контролата, ревизиите, јавните извештаи или всушност ефикасноста и транспарентноста на локалната самоуправа. Дали постои механизам што се практикува во тој дел, како да се дали може да се зголеми транспарентноста во локалните самоуправи? Така. Секако дека секогаш може да биде подобро, транспарентноста е многу важна за да граѓаните знаат токму каде нивните пари се трошат и за која намена се трошат. Општините имаат многу алатки да го спроведат тоа и ние како држава имаме механизми. Тоа се социјалните медиуми, веб страните на општините да бидат отворени за отчетност, за реализација на проекти. Тука се годишните извештаи на реализирани проекти и потрошени финансиски средства, така да форумите кои ги организираат самите општини при носење на нивните буџети се во насока да граѓаните директно бидат вклучени во креирањето на локалниот буџет, но и да имаат отчетност, да видат отчетност од другата страна, каде завршуваат владините средства, односно и средствата на самата локална самоуправа. Така. И што најмногу општините имаат побарано? Во која област најмногу се барањата на сите овие проекти? Култура, образование, каде најмногу се... Најчесто се во дело транспорт. Така? Тоа се изградба и реконструкција на улици. Преку 220 проекти се аплицирани во првиот повик, зборувам сега за ресорот транспорт. Тука се животна средина, култура, образование, социјална политика, спорт, буквално секаде, меѓутоа акцентот најголем е ставен на транспортот. Така. Здрава економија, се извинувам, здрава економија во Македонија не може да се гради без квалитетни поврзувања помеѓу потребните точки на транспорт, на материјалните добра и сето тоа пак сега некако на крајот да си го завртиме на местото од каде што вие доаѓате, тоа е општина Сопиште. Дали со носењето на овој закон за финансирање на општи цели со буџетски средства ќе се подобри животот на граѓаните во општина Сопиште и како? Па можеби не можеме све да решиме со овој закон, меѓутоа секако дека да, ќе го подобриме животните услови на жителите кои живеат во општина Сопиште. Во првиот повик аплицирани се 6 проекти, потпишани се 6 договори за реализација на 6 проекти во делот на транспорт. Браво, тоа е голема бројка. Веќе дел се и во фаза на реализација, останатите ќе чекат можеби подобри временски услови, меѓутоа како и да е, периодот што следи веќе таму она што било проектирано, што било побарано од жителите, ќе биде реализирано на дело, така да веќе во мојата општина, општината од која јас што доаѓам, 6 проекти се реализираат преку оваа мерка, односно преку овој проект што сме го донеле во Собранието на Република Македонија. Така,
Одлично. Продолжуваме понатаму. Јане, ти благодарам. Почитувани, со вака претходно утврдени и јасни критериуми и процедура од страна на владата се продолжува со работа, градење и финансирање на оние квалитетни капитални инвестиции кои општините ги бараат. Здрава, квалитетна и брзорастечка економија е решението кое всушност нам ни е потребно. Тоа е патот кон Европската Унија. Ви благодарам, се гледаме повторно наредниот петок.